Украинската амбасадорка Наталија Задорожњак при посетата на општина Виница испрати гласна подршка за влез во НАТО и за старт на преговорите со Европската Унија, но најави интензивирање и на регионалната соработка помеѓу двете збратимени општини, македонската и украинската Виница. Україна і Македонія – це приятелські держави, докажені приятелські держави. Ние добро соработуваме, немаме отворени прашања, но естествено постои голем неискористен потенцијал за интензивирање на соработка, посебно во економика. Ние планираме многу работи на највисокото ниво, но исто сметаме дека многу битно да се развива меѓу регионалната соработка. И двете земји се посветени на главните стратешки приоритети Европската Унија и членството во НАТО. И во таа насока ние се поддржуваме и јас посакав и на градоначалника и секогаш когато имам средби со моите македонски пријатели, ова година Македонија да добие поканата да биде член на НАТО и да почне преговорите со Европската Унија. Но е многу битно да развиваме меѓурегионалната соработка. Енергетските потенцијали и гасификацијата се приоритетите на општина Виница и она што во иднина ќе се фокусира таа интернационална регионална соработка, изјави градоначалникот Ивица Димитров. Разговаравме за енергетските капацитети, посебно за дело на гасификација за помош на нашата општина во потенцијалот за развитокот на гасификација во нашата општина, бидејќи знаеме дека во наредните години се планира и крак до општините Виница и Кочани во делот на гасификацијата. Меѓутоа разговаравме и со сите оние потенцијали кои нашата општина ги нуди за соработка со бизнис заедницата, посебно за коморите во Република Украина. Се надеваме дека поддршката, како што истакна амбасадорката, ќе биде на повисоко ниво и дека можеме во понатамошниот период заедно со дел од бизнис заедницата во Украина да овие работи кои ги спомнавме и сега да ги интензивираме и да продолжиме со подобра соработка меѓу нашата општина и општините во Република Украина. По средбата со Димитров, амбасадорката Задорожњак го посети музеот Теракота, каде што се информираше за археолошкото, културно и историско наследство на Виница. А по музеот ја посети и фабриката Рото-М, која извезува во 13 земји, меѓу кои и Украина. Дел од своите меѓународни искуства ги сподели и со останатите бизнисмени од Виница, кои имаа работен ручек со дипломатската фела.